Топ тема, добро вечер. Бурен политички старт на новата година, барем според политичката риторика. Големи антикорупционери се сите, но само на прес-конференции. А лидерска средба е во најава и дали е таа реална потреба или покритие за неиспорачаните резултати од страна на власт. И колку пржинската влада е потреба или веќе станува само хир. Во топ тема, добро вечер за Благојче Атанасовски, добро вечер и добро дојдовте. Сефер Салими, добро вечер и за вас, и Александар Кржаловски. Добро дојдовте. Со дебатата почнуваме веднаш по првата пауза за реклами. Останете на Телмо. И првата тема за вечерва е секако за окружувањето на локалните избори со последната рунда која што се одржа во 4 општини, каде во првиот во претходните локални избори лани не можеше да бидат избрани градоначалници заради послабиот одзив. Селиме, би почнал со вас. Колку двете нови победи веќе на некој начин го обелија образот на Дуј од една страна, но од друга страна ставија доволно аргументи и натаму да продолжи она меѓусебно надавање кој е вистинскиот победник. Добро, ова беше само реконфирмација на претходните резултати и нема некоја голема драстична промена во односот едни спрема други. Тоа што за мене е многу важно е што можеме да повлекуваме како поуки од целиот процес. Ние имаме еден изборен законник кој е спротивно на законот за локална самоуправа, каде што во Госивар се направи еден преседан кој треба да се надминува во иднина. Ние имаме еден закон кој вика дека веде градоначалникот е градоначалник се додека не се избира нов градоначалник, а имаме изборен законник кој вика дека ако изборите не се успешни, треба да се воспостави повереник од страна на владата. И тука треба ние да ги гледаме пропустите во системот во локалните избори. Не зборувам за политичките поени на едната или на другата страна, туку на системските пропусти кои ги имаме и кои се резултат на адхок решенија кои требаше да им служат на минатите министри, на избраните функционери кои ги напуштија градоначалничките места за да станат да стапат во функција во други функции и заради нив се креираше ова конфузија во законите и во решенијата. Ние како држава треба да надминуваме тоа што е дневно политика. Се знаеше, мислам дека беше претерано од ова влада целата инвестиција за некаква промена или пресврт во резултатот. Дури ова беше срамна загуба за нив. Значи, се воспоставија во позиција, например, во Маврово и Рустуше, како повереник го ставија нивниот кандидат, кој беше дел од изборната трка. Во Госивар и во Врапчиште ставија сосема различни луѓе да ја извршат таа функција, за да предизвикуваат некаква поларизација во општеството и кај граѓаните. Граѓаните тоа го препозна и не подлегна на таквите провокации од страна на владата и си го потврдија истиот резултат што беше претходно. Што значи ова? За Дуј не е победа. За Дуј ова е голема загуба наспроти ВМРО ДПМН, не наспроти вреди, ако го земеме целокупниот резултат на локалните избори. ВМРО успеа да го победи Дуј преку вреди и сега таа цена ќе доаѓа полека до вреди, а ќе се
на некој начин ќе се Ќе ја завршиме ли таа приказна? Еднаш за бидејќи еве желбата за апсолутна власт се оствари, сега она што следното што се очекува. Тоа се резултати. И тука ќе треба да почнуваме и да ги бараме одговорите и одговорноста и од ВМРО и од Вреди, кои се сега во апсолутна власт. Значи по големите општини низ цела Македонија се градоначалници од Вреди и ВМРО. Имате централна власт која е предводена силно од ВМРО ДПМН. Ајде да видиме кои се резултатите. Една единствена програмска определеност на ВМРО е остварена, дуи во опозиција, ајде да видиме што друго од реформите. За нив ќе разговараме дополнително вечер. Кржаловски спомена веќе се заокружија изборите. Резултатот не се смени, меѓутоа очигледно беше голем предизвик за политиката, дури овие 4 општини па на највисоко лидерско ниво да се држат и завршни пресконференции после изборниот ден. Што е сега пулката од ова, односно можеби прашањето е што можеме да очекуваме да се смени во политичката пракса, бидејќи изборите се уште лани заврши. Да, овие фактички не донесоа никаква промена и секако беа мали само 4 општини и како што рече Сефер ги потврди резултатите. Не би рекол дека нешто многу драма имаше во кампањата за нив. И самата потврда на резултатот покажа дека без оглед кој е кандидатот, овие што ги заменија, резултатот остана ист, значи генерално се потврди позициите на партиите во тие конкретни општини и на некој начин се потврди вкупниот резултат. Веројатно требаше, што се вели, дуи да ги добијат тие две општини што во првиот круг со оглед на убедливата предност. Но еве, и тоа помини, добре што вчера се заврши сето тоа, бидејќи сега ќе требаше втори кругови и не знам што. Добре што пак не требаше цензус за овој пат, туку отидовме одма на решение и се заокружи процесот. Исходот е јасен, не се согласувам дека е апсолутна власта, бидејќи нема двотретинско мнозинство, например законот за локална самоуправа од јуни чека на Бадинтерово мнозинство и не може да се донесе заради дуи, ама исто уставните измени не може да ги донесат без премиерот цело време потврдува дека има двотретинско мнозинство. Не. Дека има мнозинство, но не двотретинско. Двотретинско. Он потврдува цело време дека има двотретинско. А нема Бадинтерово мнозинство. Не, ја не сум чул дека рекол такво. Добро, двотретинското подразбира и компромиси, меѓутоа на примерот на Народниот правобранител очигледно доминира она наше е правото да одбереме наш, иако нашиот не поминува и компромис нема. Компромис мора да има за нашиот. Затоа веројатно она што ти беше прашањето не може да се очекува кој знае каква промена во политичката култура, бидејќи препукувањата овие неколку дена меѓу лидерот на опозицијата и премиерот и со партиските соопштенија генерално продолжува истата култура без оглед на изборниот резултат и не може кој знае колку различно да се очекува дека ќе се однесуваат актерите и тоа се потврди. Трансовски, која е вашата оценка во однос, особено во однос на она што ќе се смени во политичката пракса, бидејќи ете, ова беше само една мала завршница која што требаше да го стави финалниот печат за избори за кои што и во оној голем циклус практично и се знаеше и се очекуваше кој каков ќе биде распоредот. Апсолутно нема ништо да се промени, бидејќи како што кажа и соговорниците, се потврди изборните тенденции на гласачкото тело во преостанатите 4 општини кои поради неисполнување на цензусот на локалните избори минатата година не успеа да изберат во пол легалитет и легитимитет избрани градоначалници. Од таа гледна точка мислам дека се заокружи политичката слика со која се фрли една појасна рамка на идната политичка разврска. Дефинитивно Вреди може да биде
како да кажам, прогласен условно кажано за победник во освојување на градоначалничките места, бидејќи во поголемиот или позначајниот број на етничко албанските општини кај нас од типот на Струга, на Чаир, на Тетово и на, ако сакате, Сарај и Рачиново, кои претходно биле доминирани од ДУИ, сега имаме градоначалници од редовите на Вреди, но на советничките листи коалицијата предводена од ДУИ зема за 20.000 гласови подобар изборен резултат во однос на своите против конкуренти од Вреди, така што во така наречениот етничко албански политички блок така ќе бидат третирани изборните резултати во зависност од диоптријата со која гледаат политичките противници од страна на коалицијата предводена од ДУИ, коалицијата Вреди во однос на така наречениот етничко македонски политички блок. Нештата се многу појасни. ВМРО-ДПМН извојува убедлива победа, додека СДСМ го дожива еден од своите најкатастрофални порази во својата историја, освојувајќи само 6 општини, помали општини во Македонија со исклучок на општината Центар и победата на градоначалникот Горан Герасимовски, така што тенденцијата е таа дека ВМРО-ДПМН дефинитивно веќе после преземањето на извршната власт на минатогодишните парламентарни и претседателски избори во 2024 година, веќе дефинитивно е поклопува сликата на политичката мапа, освојувајќи ги скоро сите општини во Македонија во однос на својот против конкурент предводени од СДСМ, така што мислам дека тоа што го поставивте како клучно прашање треба да се разгледува во оваа година која следува, што правиме со одговорноста од практицирањето на власт и спорачувањето на сите тие изборни ветувања или предизборни ветувања и на извршно и на локално ниво, бидејќи граѓаните нормално го даваат својот глас и го пренесуваат својот легитимитет врз своите избрани и именувани функционери, очекувајќи потоа да има испорачување на ветените предизборни ветувања. Од таа гледна точка мислам дека власта ќе треба веќе да работи на тоа поле, да ги исполнува сите тие предизборни ветувања и ќе видиме како ќе се однесува во однос на тоа. Јас очекувам дека ќе имаме дополнително поларизирање на македонската политичка сцена во однос на тоа што соговорниците го велеа на препукување и обвинување меѓу власти и опозицијата, кој повеќе украл, кој повеќе е неспособен, обвинување преку пресконференции, како што кажавте самиот вие во најавата, правење на антикорупционери од страна на политичките елити, но тоа нема да има никаква завршница. Мислам дека ние се наоѓаме во една пат позиција после 35 години на независност, каде по сите тие параметри и општествени норми на живењето, каде што граѓаните очекуваат подобрување на севкупниот животен стандард или законските и општествените амбиентални услови да им се подобрат, ние се наоѓаме на една мртва точка, односно состојбата во правосудството апсолутно катастрофална и незадоволителна. Состојбата во јавната администрација исто така. Животниот стандард ретко кој од граѓаните се задоволни. Да не говорам за амбиенталниот воздух и животната средина, состојбите во здравството, образованието, културата и сите тие. На 14 ќе има лидерска, ќе се договорат, да, во Македонија секогаш имало лидерска средба за сликање пред медиумите, но сакам да кажам, после 35 години ние сме на нулта мртва точка во однос на сите работи кои ги тангираат сите граѓани без разлика на нивната етничка, партиска, социјална или било каква друга припадност, и мислам дека Македонија ќе ја живее 2026 година исто, ако не и бетер како претходните 35 години. Апсолутно суштински ништо нема да се смени, ние постојано ќе гледаме политички памфлети на обвинување преку препукнување од политичките табори, од главните штабови на главните политички партии, обвинувајќи се меѓусебно за кој тоа повеќе украл или упропастил иднината на Македонија, а од друга страна ние нема да гледаме реални никакви опипливи резултати со кои ќе се подобри животот на обичниот граѓанин. Кржалевски, кога првото прашање што ќе се смени во политичката пракса, кога за ова прашање ќе се побара мала помош од
Вештачката интелигенција, еден од одговорите вели, ако програмските ветувања не се претворат во мерливи политики во првите 100 дена, тогаш резултатот од изборите е само рециклирање на надежда. Сега во македонски услови веројатно на ова би почнала дебата од кои избори да ги почнеме 100 дена, бидејќи нели првите кога поминаа, дојдоа изборите, па ајде да поминат и локалните избори, да ја освоиме и таа власт и сега од кога да мериме. Прво дали се согласувате со оваа теза, па потоа под прашањето од кои избори да почнеме да ги мериме тие 100 дена. Па да, генерално е така. Секои избори се борба на очекувања и на ветувања и потоа е прашање на исполнување на тие ветувања. ВМРО ДПМН како партија се гордее со резултатите и оди на тоа, нели, на отчетност и на броење на проекти кои се ветени. Еден од проблемите таму е дека тоа не ги покрива сите работи за кои луѓето гласале, дека гласале можеби повеќе од пола, ама не гласале сите за сите тие проекти, а зашо гласале повеќе другите. Значи, кај нас се добива впечаток на Winners Takes All, победникот зема се и само треба да спроведе својата програма. Треба доминантно, точно, ама треба да се земат предвид и очекувањата на сите граѓани и да се прават тие компромиси. Кај нас го свртевме кругов на политичката култура и борбата преку пресоопштенија и изјави на лидерите или партиски препукувања, наместо да се расправа за суштина, за содржината на тоа и да се бараат заеднички решенија, пожално со големи консензуси, бидејќи сметам ја тоа дека е една од најголемите недостатоци во нашата, особено на надворешна политика, да не речеме толку за внатрешна, ама пак со ова што го кажав и со тоа што сепак немаат апсолутна власт, немаат 81 пратеник, туку 77, за двотретински закони немаат мнозинство. За Бадинтерова немаат мнозинство, значи далеку се од апсолутна власт и гледаме дека тоа е закочено. А нема причина да е така, ама и нема причина да се оди, како се вика како фудбал, на остро и на прва, да само моето помине или само другото, ако е тоа услов за да се гласа. Така се прават компромисите. Дури во некои земји како Швајцарија, например, сите партии учествуваат во власт, пропорционално на тоа што добиле гласови. Добре, еве имаме иницијатива за лидерска средба, останува да видиме дали ќе биде како што е неофицијално најавено на 14-ти. Две работи беа најавени. Прво, консензус околу реформската агенда, која што произлегува од планот за раст, и второто укинување на пржинската влада. Колку е потребна таа, диалогот е секогаш потребен, но колку е потребна таа лидерска средба така како што е најавена за тие две теми, имајќи предвид дека вие споменавте немање двотретинско мнозинство, меѓутоа во моментов единствена обврска, а не е поврзана со главната тема, со реформската агенда, единствена обврска во собранието, за која што треба така наречениот голем бадентер, е изборот на народниот правобранител. Од друга страна, од што се однесува до реформската агенда, во собранието нема ниту еден закон за кој што е потребно двотретинско мнозинство. Напротив, ако се направи анализата на реформската агенда и за останатите и новите обврски до декември, особено во сферата на правосудството, ќе се види дека најголемото заостанување е во тоа што не испорачала владата. Зашто би бил консензусот? Да, прво за прашањето дали има потреба, да, како што рече ти, диалог е секогаш потребен и нека го има повеќе. Па макар и со лидерска средба, иако е многу спорена форма, бидејќи не е дел од формалниот систем на демократијата кај нас, не е пропишана дека има. Па барем за реформската агенда ние имаме две тела, тоа е Еврокомисијата, Националниот совет, сега се формираше уште едно тело со поддршка на меѓународната заедница, тоа се веќе три парламентарни тела кои што го имаат целиот мандат да разговараат, договараат и да усвојуваат тоа што сите велат, или дека се да. Да, фактички тоа е вториот дел од прашањето дали баш ова е една од темите. Ако не се лажам, можеби затоа и одбива Филипче, бидејќи ако не се лажам, тој иницираше да има лидерска средба пред локалните избори за уставните измени и даде предлог какви да бидат
каква да биде постапката. Така, ако не се лажам, тоа беше барањето од СДСМ пред локалните избори и предлогот како да се надмине блокадата со уставните измени. А сега тоа не е на агендата. Една конструктивна работа би било нека се додаде таа точка за да се одоброволи лидерот на опозицијата да учествува на таа средба и така да се градат, иако не е таа формата, ама пак ќе речеме, го споменав тој на друго место, во многу земји е пропишано дека премиерот и лидерот на опозицијата треба да се гледат редовно, некаде и на неделно ниво, а не на месечно со пратенички прашања, туку на неделно ниво. Кај нас тоа е мислена именка да се сретнат во живо. Тие комуницира преку соопштенија кои веќе чија суштина и цел веќе не може ни да се разбере. Зефер, како ја гледате вие улогата, причините, поводот, мотивите, целта на оваа најавена лидерска средба? Ајде да бидеме реални, да викаме и да речеме дека секако дека е потребен диалог во нашето општество, фали, премногу фали, конструктивен диалог за суштински работи кои не засегнува сите нас граѓаните. Без разлика од политичка, етничка, верска припадност. Значи, ние имаме суштинска потреба за диалог, социјален диалог. Меѓутоа, тој диалог помеѓу лидериве не фали. Во задните канали тој е постојан. Никој не може да ме убедува мене дека не постои комуникација помеѓу Мицковски, Филипче и Ахмети и сите други политички лидери. Што сакате да кажете, овие зајадливи, овие жестоки напади се само фарса? Баш тоа. Значи, тука имаме еден обид за некое алиби за сите политички лидери. Венко Филипче да се покажува дека е радикален и дека е сосема спротивставен на ова власт, Мицковски кој бара алиби зашто не ги прави уставните измени и сака да ја донесе Европската Унија во Македонија, па овие другиве не прифаќат, Али Ахмети кој сака да се покажува конструктивен во целиот овој наратив и другите политички партии кои ќе најдат некоја своја приказна зашто би требало да се одржи или да не се одржи ова лидерска средба. Јас знам дека никој од опозицијските политички партии, освен Левица, никогаш не го ставил во знак прашалник реформската агенда на нашата држава. Дури притисокот доаѓа од страна на опозицијата, ова влада да ги прави, да ги откочи преговорите со Европската Унија со правење на уставните измени. Кој го брани, кој го пречел ова влада да ги усвои сите закони кои требаше да ги усвои во делот на реформската агенда, а кои се дел од програмата за економски раст на Европска Унија. Патем, каде што Македонија потврди повеќе од сите други држави во регионот, освен од Косово која беше под санкции. Значи, тука имаме еден класичен политички театар, каде што се бара да се креира алиби и да се креира некоја приказна зашто ние не ги завршуваме нашите домашни задачи за кои и нема потреба за некаков консенсус. Најдете ми во еден дел каде СДСМ вика дека реформската агенда е под знак прашање. Или од ДУИ, или од било која политичка партија. Не знам, голем дел од тоа што лидерот на СДСМ требаше да аргументира, воопшто не го кажа, бидејќи пресконференција тие аргументите беа во сосема еднаква, поинаква конотација, тој аспект на антикорупционери на пресконференции кои што би сакал посебно да го искоментирам. Еден коментар само.
Значи, во последните денови ние гледаме како СДСМ го обвинува Мицкоси дека станува мали Вучич или не знам како оние го нарекуваат. Меѓутоа, во цело време ние гледаме дека СДСМ на некој начин го адаптира својот наратив како наративот на српската опозиција. Значи, имаме Дупли српски свет. Дупли српски свет, опозиција и позиција, што не е здраво за нашето општество. Не знам, за тој нов наратив јас барем не би коментирал. Атанасовски колку ова лидерска средба е реална потреба во овој момент и тој консензус кој што се најавува и што за вас би било суштински да произлезе од неа и таа да биде оправдана, а не само некаков обичен пиар потек или замајување на јавноста или не знам која би била целта во овој момент кога повторно ќе кажам тоа што главно треба да се испорача. Практично владата не дошла во ситуација да го тестира консензусот бидејќи не ги испорачала клучните закони, особено во сферата на правосудството, освен законот за судски совет, за кој што во моментот кога стигна во собрание без проблем беше изгласен. Во нормална, цивилизирана и демократска држава, мислам дека околу стратешките правци на државата и сите тие работи кои треба да имаат консензус меѓу власт и опозицијата, работите ќе си врват по нормален тек. Во држава во која секојдневно гледаме обвинување од страна на власта и на опозицијата за предавници, за криминалци, за талок на општеството и секакви други навреди на кои не доликуваат на еден обичен човек да ги користи во секојдневната вербална комуникација, па камоли вие да сте висок политички профил, е малку дегутантно, па дури би рекол и лицемерно, вие до вчера, завчера така да се навредувате, па ајде сега да се поканиме, да седнеме на лидерска средба и да разговараме за суштинските закони кои се важни за напредокот на оваа земја. Од друга страна, сакам да потенцирам сите тие така наречени реформски закони. Во изминативе години многу пати се говорело дека треба да ги работиме, суштински да ги придонесеме дома, да ја донесеме Европа дома и покрај нашите блокирани европски интеграции. Јас ви убедувам и тврдам дека без асоцијативни, реални преговори со Европската Унија ние покажавме и докажавме во овие 35 години дека немаме институционален, ниту човачки капацитет и материјал ние да донесеме Европа сега. Бидејќи сето друго е само залажување и замајување со јавноста, бидејќи. Зошто да немаме, се изминувам што да прекинувам, еден од тие пакети закони е законот за реформа на јавната администрација. Сите велиме дека сакаме реформирана јавна администрација. Законите за јавна администрација повторно од таа агенда требаше да бидат готови до декември. На моето прашање, до каде сте, од Министерството за јавна администрација ми беше одговорено дека тие ќе ги завршат до година, бидејќи така си планирале што заедно со крајниот рок, на крајниот рок си го додале и оној грейс период, дополнителен период што го дава Европската комисија доколку не стигнете во првиот рок што сте го ваше суштинско за јавна администрација на нас не ни требаат рокови од Брисел. На ова нели сите ни велат дека ни треба јавна администрација и дека е тоа првиот чекор еве со кој што ние тие всушност ќе ни ја донесат на нам граѓаните Европа дом. На ова суштинско прашање ви го дадов одговорот токму во таа насока дека без реални и ефективни преговори со Европската Унија ние не можеме да направиме исчекор од таа проста причина што веќе го дадовте самиот одговор во вашето прашање, односно таа поставеност на беневолентноста, на однесувањето и немањето одговорност на нашите политички елити и политички чинители ги доведува до таа ситуација тие да се даваат сами на себе грейс период во однос на носењето на тие реформски закони, односно доколку ние ефективно преговаравме со Европската Унија, ние за да го затвориме поглавјето за реформа во јавната администрација или реформа во правосудството, ние ќе имавме реален притисок од самиот официјален Брисел, односно нам ќе ни велеа доколку не ги испорачате реално и суштински тие реформи, вие нема да го затворите тоа поглавје и да одите напред и да чекорите напред кон европскиот пат. Затоа велам
дека секоја држава која влегла во европреговарачкиот процес и поранешните држави од источниот блок кои денеска се полноправни членки на Европската унија, ако сакате и Албанија и Црна Гора кои најнапред се од сите земји на Западниот Балкан во нивното преговарање за полноправно членство во Европската унија, самиот притисок врз тие политички елити и политички класи од официјален Брисел за да ги затворат поглавијата, од друга страна да земат од фондовите кои се пристапни на државата која преговара со Европската унија, говориме за неповратни фондови од стотици милиони, па ако сакате милиарди евра кои се даваат од заедничките кохезивни фондови на самата Европска унија кон земите кандидатки аспиранти за да се подобрат нивните севкупни состојби, влегувате во еден динамизиран процес каде што и самите политички елити во тие држави, вклучително и во Македонија, ќе треба да ги испорачаат резултатите за да на крајот на денот нормално презентираат успешна приказна. Доколку ние оставиме на волјата, на свеста и на менталитетот на нашите политички елити дали ќе ги направат реформските закони, гледаме дека не ги прават или даваат некое си беневолентно и бенигно објаснување во јавноста зашто си дале грейс период. Тука станува збор веројатно и за политичка неодговорност, тука станува збор веројатно и за немање на, како да кажам, менталитет на сработување на задачите. Едноставно не се плашите дека може некој да побара одговорност од вас. Граѓаните се на еден начин, да кажам, и демотивирани да ги размислуваат овие работи како суштински теми за напредок на нашата земја. Сето тоа оставено на волјата на политичките елити завршува така како што завршува во однос на прашањето дали треба да има условно кажано пржински или техничка влада, нели што е велевме, таа влада која се формираше. Ќе го оставам тоа прашање затоа што тоа е дел од прашањата кои што се наметнати во една агенда, бидејќи тие се поврзуваат со изборите, а врска немаат ниту со изборниот законник, ниту со препораките на ОДИХР. Ама видете, на 24 ноември премиерот на пресконференција изјави дека тоа се само технички измени од ОДИХР и не гледам од потреба од никакви интриги и игри во собранието, ќе се донесат до крајот на годината, па не се донесени. Крджаловски и Селими. Мораме ли повторно да се навраќаме на ова што го спомена и Атанасовски, дека ако го нема тој притисок од преговорите, ние дома ништо не правиме, бидејќи дојдовме во фаза во која очигледно е дека оваа влада има отпор кон носење на уставните измени, реално според довербата што ја доби. Има и поддршка за тоа, без оглед на дилемите дали тоа и како го представи во изборната кампања, но факт е дека ја има таа поддршка и сега единствениот елемент во кој што ние можеме да дебатираме и да оценуваме дали се менува ова што вели дали што вели ChatGPT има испорака после 100 дена или се менуваат само луѓето, а матрицата исто, тоа се тие реформски задачи кои што не ги дал никој друг, туку со свој подпис ги подпишала оваа влада, пак дури ги вградила и во својата програма. Дури и со консензус, бидејќи најголем дел подготви претходната влада на реформската агенда. Тука имаме дилеми, кога треба е најдобриот документ на оваа влада, друг пат е внатре има кукавички јајца од претходната. Во сега случај едните дури имале време да го проверат, да го направат, се усвои и што се вели се стана дел и од програмата на владата со самото прифаќање и усвојување. И да, точно и премиерот најави дека до нова година ќе се стигне со она што беше за остаток од претходната пола година, ама не се стигне и се прашање на и заради тоа практично наместо 75 милиони добивме 16 така во оваа последна транша. Што беше окей. Нашиот систем е спор за реакција, некаде исто се оправдува тоа со потребите за консултации, што е заправи неочекувано повеќе сме консултирани кој граѓански сектор од оваа влада на ВМРО ДПМН отколку претходната, а богами и делумно и од претходната влада на СДСМ. И тоа бара време, но повторно пак ќе речеме ВМРО ДПМН е познат по тоа што почитува рокови, нели се држи до како слеп за став за она што е запишано во програмите своји.
и испорачува. Затоа е чудно што и после вторите 6 месеци пак има заостаток и тоа доста голем во тоа. Брзо ќе има и оценка и од ЕПИ колегите што го следат ова, ама и од Европската унија за месец и пол, и ќе се констатира дека не е стигнато ниту од пред 6 месеци, ниту ова што требаше овие 6 месеци. Мислам дека ќе се фати чекорот, особено ако не се завлечеме пак во овој муабет сега што после повторени избори за нови избори. Се надевам дека година нема да додиме, иако пак се врти тоа во јавноста како можност, која се повеќе одговара веројатно на владеачката коалиција, но се надевам дека ќе се концентрира точно на реформскава агенда и дека ќе успееме да надокнадиме голем дел од заостатокот и да се со тоа и да се демонстрира, дури да нема никаков напредок со Бугарија, што е за очекување и овие следни 6 месеци, дека сепак се оди на европскиот пат со донесување на сите тие чекори од реформската агенда. Селим? Ја мислам дека ние го изгубивме европската приказна и ние сега сме вратени во некои стари приказни каде што сакаме да најдеме изговори зашто не ги правиме нашите домашни задачи. Ние сме во автоблокада. Ние го блокираме себе си во процесот на преговори со Европска унија и тоа треба да биде јасно кажано. Значи, вие можете во текот на преговорите да преговарате со Бугарија да нема дополнителни услови, блокади и така натаму и така натаму. Но во овој момент ние се блокираме сами себе си. Ние треба да ги направиме уставните измени, кои и така ќе треба да ги направиме во одреден период и да продолжуваме со процесот на преговори. Ние таа приказна, ја дури во време кога ВМРО беше во опозиција, секогаш велев дека ВМРО го подигнува и става црвени линии кои ќе биде тешко да ги сруши кога ќе доаѓа на власт. Ние се само блокираме поради тоа што ВМРО ДПМН имаше потреба за приказна во опозиција. И сега ние сме на некој начин залог на таа риторика која ВМРО го направи во опозиција, не можеме да продолжуваме напред. Рековме претходно, никој од политичките партии, не знам за левица, меѓутоа од сите други политички партии во опозиција, немаат никаков проблем со европската агенда и со законите кои треба да бидат донесени за напредок во тој процес. Единствениот проблем е што сите политички партии треба да се усогласуваат, ВМРО има двотретинско мнозинство, како што Добро, ние мораме сепак да признаеме дека неретко и за неочекувани прашања партиите знаат да постават услови за гласање или поддршка, како што и сега се случува, например. Тешко, не сме го поминали. Еве, тешко одат преговорите за законот, тешко одат за преговорите за закон за прекршоци, за кои што треба двотретинско мнозинство и реално дали ќе се имплементира од 1 февруари или не, се уште е неизвестно, бидејќи ја нема поддршката од ДУИ. Закон кој што е за добро на сите. За само блокирање, ама не е дека само ВМРО ДПМН е блокаторот. Или за закон за локална самоуправа исто е ДУИ блокатор. Не, тоа воопшто и не го знам. Сигурно парламентарните групи затоа Закон за локални избори беше поврзан со ние нејасноти кои што беа за локална самоуправа со ова влада почна менувањето на бројот на советници, меѓутоа сега нејасно е кои се аргументи. Ова влада почна со полн консензус. Значи беше променет законот за влада, беа променети и други закони кои бара двотретинско мнозинство, голем бадентер во почетокот на влада. За тие согласности секогаш и можеме сега да ги наредиме, нати дај ми елементите. Тоа не беше некаква утврдена траекторија во име на националните интереси, туку беше нати дај. Значи има компромис. Кога се сака, се има компромис. И ние сме сведоци дека секогаш кога на партиите им треба компромис, тие можат да го најдат. Посебно кога се однесува за пари,
за финансирање на политички партии, на закони кои се поврзани со изборите, за блокирање на промени во изборниот закон. Тоа беше и моето прашање. Во забелешките на ОПСЕ одиха меѓуто другото се вели да се преиспита овој начин на финансирање на медиумската кампања од државни пари, но никој тоа не сака да го потегне како прашање и сега наеднаш тука ја имаме пржинската влада. Кржалски, дали упинувањето на пржинската влада е некаков терен за избори, бидејќи од една страна упорно се тврди дека не е тоа заради избори, ама ако не е заради избори, па не ни мора сега, нели, да се отвара тоа прашање. Секако дека не мора и посебно што лидерот на опозицијата Филипче се изјасни дека е против тоа, а во принцип тоа е направено за опозицијата, да има некаков контролен механизам во изборниот процес. Иако е, да признаеме и несоодветен и... Така е, мислам за нормална демократска држава, фелер у системот. Но се пропушти шансата пред изборите 24-та, кога ВМРО ДПМН го предложи тоа истото, што и сега го предлагаме, тоаш како опозиција. Значи, тие се откажа од таа можност за контрола, верувајќи дека ето се надминала потребата, нека тера СДСМ и ДУИ со организација на изборите. Брзо беше сменето тоа. Тоа беше една од многуте изјави на Христијан Мицковски во низа, дајте избори, сакам избори, не сакам избори под овие услови. Ама се пропушти шансата да се направи. А сега е малце потешко ако опозицијата не е согласна со тоа. Атанасовски, сметате ли дека, иако денеска имаме изјава и од коалицијските партнери, во неколку наврати изминативе денови од премиерот дека не е време за нови избори, дека ова споменува и ставање намаса на пржинската влада не е туку така? Па да, работите одат во таа насока, дека како гром од ведро небо по завршување на локалните избори се става на маса како дел од еден политички пакет во преговори со опозицијата и покрај тоа што нели, како што кажа и премиерот, дека нема потреба од двотретинско мнозинство за менување на законот за организирање на избори по така наречениот пржински модел, дека ВМРО ДПМН може тоа да го смени и со 61 пратеник, но би било политички некултурно или политички недоветно доколку не биде вклучена опозицијата и СДСМ и ДУИ, доколку не дадат консензус околу промена на така наречениот институционален филер. Мене, ако ме прашате, треба само да направиме мала ретроспектива. Воведувањето на пржинскиот модел за организирање на предвремени организирање на исклучиво парламентарни избори беше за да се надмине условно кажано големата политичка криза од 2015 година, кога неколку пати беа одложувани изборите, бидејќи тогашната опозицијска партија не веруваше во демократските институционални механизми на владата, односно на власта, дека може да се спроведат фер, демократски, слободни избори во Македонија. Тоа остана во наредните 11 години. Мене, ако ме прашате, во ваква политички поделена држава, во ваква држава во која немаме апсолутно никаква доверба меѓу политичките актери, особено во институциите на системот кои се раководат од актерите, моделот на пржинска влада со какво такво учество на опозицијски представници, без разлика дали доаѓаат од редовите на СДСМ или ВМРО ДПМН, за да имаат еден начин... Сигурни сте, ако во меѓувреме се извинувам, ако во меѓувреме вие надвор од системот, вие остануваат една дузина алатки за контрола на партиско финансирање, на... Сакам да кажам, поентата ми е следна, дека ние не толку одамна во државата имавме непризнавање на цели избори од страна на опозицијата поради неверување во институционалните демократски капацитети на власта да одржи фер, слободни демократски избори. Сакам да кажам, после 35 години практикување на демократија, каде што политичката култура, односно некултура на политичките актери, немање никаков политички диалог, перпетуирање на меѓусебното обвинување кој е предавник, кој повеќе украл, повторно ние да се доведеме до тотална блокада, каде што некоја опозицијска партија или делови од опозицијска партија, не мора да значи СДСМ, може утре ден политичката партија ДУИ која сега е во опозиција нема да ги признае изборите, изборните резултати, обвинувајќи за изборен фалсификат, ние ќе се доведеме повторно да имаме политичка криза на непризнавање на избори во држава која е членка на НАТО и која вели дека заслужува да ги почне преговорите со Европската унија. Само ќе ја напоменам Бугарија.
која е членка на Европската унија скоро 20 години, тие имаат институционален механизам на организирање на парламентарни избори преку така наречен службен кабинет, каде што тоа е законски уредено решение и председателот ги... нашата дебата треба да биде насочена кон таков принцип или кон грчкиот модел, бидејќи ние имаме друг проблем со изборите, бидејќи пак до толку се отиде во една друга крајност, што практично кај нас за време на избори ништо не функционира. Апсолутно. Тоа јас се согласувам, бидејќи е стодена, но тоа ние го велиме институционален фелер. Само извинете да завршам, само извинете. Сакам да кажам, една Бугарија нашла модел каде што преку тој службен кабинет или службено правителство што го велат, представено од председателот на државата кој се смета како обединувачка фигура и независен надвор од раскараните политички партии кои се учесници во изборниот процес, номинира и службен премиер и службени министри за по завршувањето на изборниот циклус да бидат признати и легитимирани изборните резултати како одраз на волјата на бугарските граѓани. Сакам да кажам, ако ние не направиме таков модел, ако одиме во ситуација секогаш владеачките партии да ги организираат изборите и потоа ризикуваме цели опозицијски групи или делови од опозиции да ги бойкотираат и не признаваат изборните резултати, ќе речеме да, тоа ние сме го имале во минатото, ама нема да личи на држава после 35 години да се анулира и суспендира сопствената демократија и изборите како да речем. Има многу алатки за кои што можеме да докажеме дека сме созреале да ги собереме од различни земји и да ги прилагодиме на она што нам не недостасува. Што една пауза за реклама. И во продолжение за она што последно го поставив како теза, што се актуализира изминатиот период, тоа се меѓусебните обвинувања на тема антикорупција или антикорупцијските тимови кои што ги има опозицијата. И наспроти тоа, постојаните пресконференции од страна на власта со обвинувања за корупција на опозицијски представници. Што е поголема пародија? Пародија е најголема тоа што двете доминантни политички партии неизменично се менуваа на власт во овие 35 години, функционираат на тој начин постојано обвинувајќи се меѓу себе за инсинуирани корупцијски скандали тешки неколку па дури и стотици милиони евра, изигруваат, како што кажавте на пресконференција од своите партиски штабови антикорупционери со прашањето дали, бидејќи се така заштитуваат да не бидат потоа обвинети и тужени дека набедуваат за нарушување на углед и чест, бидејќи многу ни се угледни нас функционерите и политичарите во оваа држава. На крајот на денот се сведува тоа за еден вид на театар за деца и младинци, односно во оваа држава која е ограбена во овие 35 години, уништена, девастирана. Ние знаеме дека секој некој кој дошол на власт апсолутно имал допир со управувањето на јавните пари, крадел директно, така да се изразам. Ние да ги гледаме истите крадци, кои меѓусебно се обвинуваат, држте го крадецот, односно вие сте крадец, па вие да не останат покуси, нив ги обвинуваат дека се крадци, мислам дека е грозно веќе јавноста да го гледа и затоа мислам дека масовно ќе се случува и понатаму иселувањето на стотици илјади граѓани од оваа држава, бидејќи не гледаат никаков напредок и перспектива. И да го цитирам премиерот кој многу пати велел, со кој јас апсолутно се согласувам, како што милува да каже, во политиката влегува како голтари, станаа милионери, апсолутно се согласувам со таа негова констатација и реченица, но ќе кажам не само од СДСМ, само и од ДУИ, туку и од ВМРО ДПМН влегува поединци како голтари, станаа милионери во политиката и во ВЛЕН политичарите и во така наречените помали политички партии, односно во Македонија секој некој кој сакаше најбрзо на криминоген или во најмала рака сомнителен, корумпиран начин да стане средно богат бизнисмен и со неколку поколенија да ги обезбеди своите деци и внуци да краде од државните ресурси, влегуваше во македонската политика и затоа мислам дека
Директно да одговорам на вашето прашање, катастрофално разочарувачки и дегутантно да ги гледаме нашите политички елити, меѓусебно кои се обвинуваат за крадење и за корупција, а се директно учесници во кражбата и корупцијата во оваа држава во овие 35 години. Кржаловски, ако ова било една од темите на кои што МЦМ се работел долго време, како сега изгледа овој антикорупцијски наратив на пресконференција? Оно што опозицијата го прави е порака опозицијска дека оправдана или не, дека не функционираат институциите, тие ќе се обидат да ги разбудат и така натаму. Од друга страна, да биде абсурдот поголем, се тоа тие пресконференции од страна на владата која што ги има сите алатки за да тропне наврата кај актуелни и поранешни опозицијски лидери без да разлика дали се во Македонија или надвор од Македонија и со соодветни докази да ги изнесе пред лице на правда. Или опозицијата да поднесе кривична пријава наместо пресконференција, и ја консултирав исто како и вештачката интелигенција, таа исто како природната, вика антикорупцијската борба не се мери со број на пресоопштенија и партиски ставови, туку со број на обвиненија, со број на пресуди и конфискација на имот. Кај нас, за жал, тоа има голема дискрепанца меѓу нив. Ние во декември го објавивме редовниот извештај за корупцијата во Македонија, која го правиме секои 2 години. И за жал, најголем дел, или да не речем скоро сите, параметри се влошени. Коруптивниот притисок, односно на прашањето дали ви е побарано мито, е зголемен од 37 на 36%, значи во овие 2 години само. И бројот на оние кои дале мито е исто така зголемен од 25 на 31%, односно најголем дел на тие кои им е побарано, навистина и дале. Она што исто пострашно е што е зголемена и прифатливоста. И го објаснувам тоа со тоа што генерално ова се зборува за ситна корупција, нели, за мали работи да се завршат. Таму очигледно граѓаните гледаат дека не се завршуваат инаку работите. И за жал сите тие параметри се влошени. Она што е интересно и неочекувано за мене е на прашањето кој може да се справи со корупцијата. Например, довербата во Државната комисија за спречување на корупцијата е останата иста, веројатно и заради скандалот од минатава година со претседателката, значи 37%. Минатиот пат МВР водеше, ама само малку со 33% пред ДКСК, но сега МВР стигна на 50% доверба. А целата влада од 22 над 40% доверба, не дека доверба во владата или во МВР, туку дека може да се справат со корупцијата. Така да ова за мене најизненадувачкиот податок, че граѓаните очекуваат од оваа владина коалиција да направи многу повеќе во борбата против корупцијата. Од друга страна, како што кажав, и самиот притисок и самото искуство со корупција е зголемено, значи повеќе ја има, и очекувањето генерално дека нешто ќе се смени не е зголемено. Овие може да направат, ама не веруваме дека ќе направат. На тоа би се свело истражувањето. Без оглед на процентите, никако постојано се вртиме во тој круг и прашањето е до кога. Сефер, до кога, постојано ќе се навраќаме на одредени теми и до кога сето она што значи, можеби, веќе во овој период влегување во некаква нормала и понатаму ќе се контаминира со ситни политички игри. Секогаш. Ја не гледам зрелост во никоја политичка партија. Во таа мера државните и интересите на граѓани да ги стави пред партиските интереси. За жал. Ниту ова влада, ниту таа претходна не успеа да се справи со својот криминал. Сите се справуваат со некој криминал од минатото, преку соопштенија, преку и не се справуваат баш и со тоа од минатото. Преку соопштенија.
Значи секогаш претходните власти биле најкорумпирани, арами и секакви обвинувања. И секогаш тие што се во опозиција секојдневно обвинува за криминал и корупција. Кај албанците има едно кажување дека кучето куче не јаде. Значи секогаш ќе гледаме дека криминалци ќе заштитуваат криминалци. Овој циклус не може да престане без да имаме правна држава. Значи без да имаме сериозна реформа во правната држава, каде што ова работа што го прават политичките актери преку пресконференции, ќе се прави во институциите. И таму ќе се води борбата против корупцијата и криминалот, исто или на некој начин како што се води во Албанија, каде што имаме реформирано правна држава, која се бори жестоко со највисок криминал, со актуелни и претходни функционери. Да, сакав кој спомна обвиненијата и истражувањето фактички, ако е овој процент се преслика во број на жители, тоа е скоро пола милион биле на некој начин, барем 100 евра, 50 евра, 10 евра, колку да е вклучени на некој начин во корупција. Од друга страна, реалниот број на обвиненија и на пресуди е последните 10 години, сите години е под 100, една година само има над 100 случаи за корупција кои се третирали и бројот на пресуди е под 10. Значи само 10 души годишно одговарат, а пола милион биле вклучени на некој начин. Атанасовски, како да излеземе и може ли да се излезе од таа контаминација буквално на сите процеси и на се оно што граѓаните реално очекуваат да биде некаков трасиран пат. Јас тука навистина не би сакал да зборувам пат кон него или пат, но еден правец на јасен правец на движење на држава. Тоа сите си го поставуваме како прашање од $1.000.000, но Боби, јас сум секогаш реалистичен. Еве, ќе ве споменам вас, вие сте еден од долгогодишните децениски новинари кои учествуваат во новинарската фела. Јас мислам дека истиве прашања кои ни ги поставувате вечерва, сте ги поставувале во вашата политичка кариера и пред 10, 15, 20 години, кога сте се бавеле со оваа професија. Сакам да кажам, темите околу правосудството. Лесно можеме да си направиме аватари, само да им дадеме нови промптови. Сакам да кажам, правосудството, јавната администрација, прашањата се провлекуваат, да. Сакам тоа да кажам, прашањата се провлекуваат децении наназад и се истите и го поставуваме прашањето како. Не можеме ние да мислиме дека со магично стапче ќе ги решиме проблемите. Јас секогаш во јавноста сум важал како човек што е, не знам, еврофил или човек што постојано вели за Македонија да ги почне преговорите со Европската унија. Јас не гледам друг начин освен преку компаративните примери од посткомунистичките држави од источна и југоисточна Европа кои по падот на комунизмот станаа полноправни членки на Европската унија преку тие асоцијативни преговори, како ги подобрија своите состојби на севкупното општествено живење, реформирајќи ги и трансформирајќи ги општествата во подобри места за живење. Сега веднаш ќе се фатат, не знам, еве Бугарија и Романија биле поради политичка одлука примени во Европската унија. Вие не ја споредувате Бугарија и Романија со, не знам, Швајцарија, со Шведска, со Австрија, Република Ирска, Луксембург или најразвиените земји во Европската. Споредете ги тие држави на што личеле во 90-тите години и на што личат сега. Апсолутно по сите параметри имаат напредок и Бугарија и Романија. Затоа велам дека единствено само под условно кажано мониторинг на асоцијативните преговори со Европската унија ние можеме да мрднеме од мртва точка. Се друго за мене е замајување на јавноста, само залажување и упропастување на нови и нови генерации кои следуваат да живеат во оваа држава доколку веќе не се иселат. Јас велам, генерацијата на моите родители е упропастена, односно си го потроши животот, младост и најубавите години во оваа држава. Следната моја генерација која останала да битисува тука и да го реализира својот животен пат, оди на тој пат да биде упропастена, изгледа генерациите после мене кои доаѓаат веќе масовно се селат и на 18 години одат да студираат во Словенија, од Словенија понатаму да си го барат така почнаа да се враќаат. Аха.
видовме масовно. Ви благодарам што вечерва бевте во топ тема. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Нашето време истече. Останете на тело.